И Синот Божи Исус Господ рече: Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа кај Таткото освен преку мене. Затоа одете по целиот свет, поучувајќи и проповедајќи го Евангелието на секоја личност до најкрајните делови на земјата. InTouch, поучувачка служба на доктор Чарлс Стенли. Следно на програмата InTouch, тесниот пат до личен мир. Исус рече: Мојот мир ви го давам, не како што го дава светот. Нека не се вознемирува вашето срце, ниту да се плаши. Тој ги кажал овие зборови на своите ученици ноќта пред да биде распнат. И се разбира, тие не разбрале сосем добро за што се работи. Тие можеле да си представат дека нешто многу тешко ќе се случи. Но тој рекол: Ви го давам мојот мир. Ако ве прашам ова утро, дали вие имате мир во срцето? Мислам, дали имате постојано чувство на задоволство? Не дека се е во ред, туку дека имате врска со Бог и сте убедени и сигурни дека без разлика со што ќе се соочите во животот, се ќе биде во ред, бидејќи вие го имате Него. Сигурноста дека тој живее со вас. Вашето име е запишано во книгата на јагнето. Еден ден, ако почините или тој дојде поправо, вие знаете дека одите во рајот и сиот овој неред ќе заврши и работите ќе бидат токму како што тој ветил. Дали го имате тоа чувство внатре во вашето срце? Ние не живееме во многу мирно време, тоа е сигурно. Луѓето немаат мир во работата, во бракот, со децата, со околностите во кои живеат или со начинот на кој живеат. И кога Исус доаѓа и вели: Мојот мир ви го давам вам, не како што светот ви го дава, тоа значи дека светот не може да ви го пружи мирот кој Исус го нуди. Па да ве прашам, имате ли таков мир? Можете ли искрено да кажете: Јас чувствувам мир? Сега, грчкиот збор е арене, што значи да поврзаш нешто заедно. Тоа значи да споиш нешто заедно. Кога личноста има вистински мир, ние ја чувствуваме оваа поврзаност во срцето. Ја чувствуваме оваа унија без расправи, без чудење и се останато што се случува. Мирот кој Исус Христос го нуди е мир кој доаѓа преку врската со Него. Тој е единствениот вистински извор на траен мир. Се друго во светот е лажно. Може да ги имате сите пари на светот, да одите каде што ќе одберете, да правите се што сакате, да го имате секој што го сакате, но ако го немате Исус, вие немате мир. Не ви треба ништо друго и не ви треба никој друг за да имате мир. Исус рече: Мојот мир ви го давам вам. Зошто го рекол тоа? Бидејќи тоа е единствениот извор на вистински искрен мир. Тоа е личната врска со Исус Христос. Размислите за работите кои Исус ги рекол и начинот на кој ги рекол. Тој рекол: Ние сме Божји деца. Овој Бог е Бог на мирот. Тоа сме ние. Кога вие поверувавте во Бог како ваш спасител, влеговте во сосема нова врска. Најважната врска во животот, единствената врска која ќе трае и после овој живот. Тоа е врската со Христос. Тој рекол, например, ние треба да сме следбеници на принципот на мирот. Кој е принципот на мирот? Исус. Тој е патот, тој е принципот. Тој рекол во проповедта на гората дека ние треба да се нарекуваме миротворци. Се прашувам, колкумина од вас се сметаат за миротворци? Сега некој од вас би рекле: Па според ситуацијата во која живеам, јас не сум миротворец. Исус не рекол: Освен ако и ама. Ние треба да сме миротворци. Гледајте го ова. Треба да има нешто во вас во кое се поврзува со некој друг и му помога да се поврзе со вистинскиот миротворец. Па нештата почнуваат да се менуваат. Кога врската со Исус Христос е во ред, тогаш имате основата на вистинскиот мир. Се додека тоа не се случи, тој мир нема да постои. Ако прашате повеќе од луѓето дали имате мир, тие ќе речат: Па понекогаш, можеби, и на крај
не на вистина. Кога ќе помислам на сите работи кои Исус ги кажал, тој рекол дека ни е даден дарот за мир. Тоа значи дека не е нешто што го заслужуваме. Тоа е подарок кој тој ни го дава. Каков е тој подарок? Видете сега, тој самиот е подарок. Кога Христос ќе влезе во нашиот живот, внимавајте, тој ги задоволува желбите на нашето срце. Ветува дека ќе го направи тоа. Тој ја задоволува таа глад и жет во нашиот живот вистински и целосно. Светот е полн со лаги, но има само еден вистински тесен пат кој води до мирот, а тоа не е светскиот пристап. Тие нудат многу фалсификати. Само еден тесен пат до мирот. И повеќето луѓе ќе умрат без никогаш да го имат пронајдено. Јас би ве запрашал, дали знаете кој е тој мир? Дали знаете како да чекурите по тој пат? Или дали сте вие како остатокот од светот, некако обидувајќи се да го сватите сето ова или сето она, и одите овде и го правите ова и она, обидувајќи се да најдете нешто да го задоволи јадот во вашето срце? Едно е сигурно, вие не можете да го имитирате мирот, не вистински. Мирот е скапоцен. Скапоцен подарок од една личност, а тоа е Исус. Никаде во Библијата не пишува дека постои некој друг извор, но ќе ве прашам, дали го имате? Не значи дека имате се што посакувате, но вие можете да имате апсолутно прекрасна, целосна, постојана исполнетост во Божиот мир во животот, а да немате многу нешто. Кога ќе помислам на Исус и апостолите, тој рекол, ви го давам мојот мир, не како што ви го дава светот. Зошто го рекол тоа? Бидејќи вели дека светот не може да ги задоволи желбите на вашето срце. Мојот мир, Исус рече, мојот мир јас ви го давам вам, не како што светот се обидува најдобро да ви го даде. Кога мислам на тоа, дојдов до еден стих од писмото кој воопшто не знам како сум го пропуштил сите овие години и некако се засрамив од себе си кога сватив дека сум го пропуштил. Морав да го замолам Бог да ми прости. Па, ако свртете на 10-та глава од Лука, ќе мора да го замолите Бог и вам да ви прости. Ајде да го погледнеме ова, ве молам. Лука глава 10, кога Исус ги испраќал своите ученици, тој ги насочувал како што треба да прават и како да го направат тоа. Во глава 9 од Лука тој рекол, ќе дојдам и до 10-та глава. За оние што не ве примаат, кога ќе излегувате од тој град, истресете го правот од нозете свој како сведоштво против нив. Потоа, тој преминува на 10-та глава и еве што вели во 5-тиот стих. Сега размислете за ова и пременете го на себе си. Не мислете на тоа дека е во Новиот Завет. Мислете на тоа сега. И во која куќа влезете, најнапред речете, мир нека биде во оваа куќа. Дали гледате што кажува тоа? И во која куќа влезете, најнапред речете, мир нека биде во оваа куќа. Ова ме наведе да размислам. Господе, во колку куќи сум бил во животот и никогаш не сум го рекол тоа. Исус рече, и во која куќа влезете, најнапред речете, мир нека биде во оваа куќа. Така јас морам да го замолам Господ да ми прости. Помислив, Господе, јас тоа не го правев. Си велите, Исус не мислил на тебе. Да, тој мислел. Така Исус го мислел она што го рекол, бидејќи она што го рекол е, моли се за овој дом, моли се за луѓето кои живеат овде, какви неволји имаат тие, дали имаат проблеми во бракот, проблеми со децата, финансиски проблеми, разочарувања и сето она што се случува во еден дом. Исус секогаш имал намера за сето она што тој го рекол. И еве што тој им рекол, кога и да одите, каде и да одите, благословете ја куќата пред да влезете. Сега, има некои работи кои го крадат нашиот мир во животот, затоа сакам да размислиме за тоа. Например, тој ветел да ни даде мир. Ние имаме мир со него кога нашето срце е правилно. Ние бевме спасени преку Божјата благодат. Тоа не значи дека никогаш не грешите. Туку барате Бог да ви прости, а потоа вие чекорите во мир. Дека мирот е тесен пат. Тоа значи дека вие чекорите во мир. Има многу нешта кои нема да се најдат на тој пат. Еде да размислиме за некои краци на мирот. На кратко.
Еден од нив се похотливите мисли. Не можете да имате такви мисли и да имате мир, бидејќи Светиот Дух во христијанинот, например, ќе предизвика да чувствувате не само мир, туку и просведечување. Кога една личност гледа на нешто или на некого со похотлива мисла, Божиот Дух не ја благословува. Божиот Дух те пресведочува дека не треба да гледаш, не треба да мислиш, не треба да посакуваш, да немаш страст кон тоа. Тесниот пат на мирот отстранува многу работи. Похотливите мисли не создаваат мир, туку хаос во срцето на човекот, во човековата душа. А ние живееме во општество кое е исполнето токму со тоа. Тоа е една мисла, понатаму, например, чувствата на вина. Ако чувствувате вина за грев во вашиот живот, вина за нешто што не сте го направиле, треба да го направите. Вина за нешто што сте го рекле, што не требало да го кажете, тогаш не можете да имате мир. Видете, ако слушате, кажете амин. Мирот е ранлив. Патот на мирот е многу тесен. Па мислите кои се мисли на вина го уништуваат мирот. Или гневот. Не можете да бидете лути и да имате мир. Не е возможно. Бог говори за гневот. Тој не припаѓа во нашите срца. Не можете да му се лутите некому и да имате мир во срцето во исто време. Велите, па ако знаеш што ни направија, имаме право да бидеме лути. Не, немате. Како можете да имате мир во срцето, ако нешто ве јаде однатре и станува се погорко и погорко секој ден? Не можете. Мирот е тесен пат. Мислам на луѓето, например, кои се многу огорчени за нешто што им се случило во минатото. Не можат да го преболат тоа. Начинот на кој биле третирани, она кое го чувствуваат, можеби е вистина. Никаде во Библијата не пишува имате право да бидете лути и огорчени ако некој ви направи нешто. Не, ќе ви кажам што го средило тоа. Кога Исус отишол на крстот, ако некој имал право да биде огорчен и лут, тоа бил тој, но тој не бил. И така, со пример, тој го кажува тоа, и со Словото не учи да не бидеме огорчени и лути, без разлика на што и да се случува. Имаме многу луѓе кои се мизерни денес, бидејќи се огорчени кон некого за нешто што им го направил. Можеби ве измамиле на некој начин, можеби прекршиле некое ветување. Помислувам на тоа, колку луѓе си ветиле работи во бракот и ги прекршиле. Не можете да живеете двоен живот и да имате мир. Без разлика колку е убав вашиот автомобил, колку пари имате на сметката, каква положба имате. Можеби сте број 1 во секоја ситуација. Вие немате мир со Бог ако не сте покорни на Бог. Не можете. Светот не верува во тоа. Се обидуваат да ја подкопаат нивната совест и нивните чувства, бидејќи она што се случува во нив е погрешно и ги уништува. Нашите мисли. Не можеш да избегаш од мислите со земање на таблета или со пијалок. Размислете за ова. Колку будалество, кога можете да имате мир со љубениот небесен татко, а вие одлучувате, не, јас ќе одам по овој пат. Потоа, луѓето кои навидум се многу добри, ако ги погледнеш, тие се егоцентрични, многу егоцентрични. Се работи за мене. Се работи за она што јас го сакам, она што јас го заслужувам. Се работи за она што јас го мислам, она што јас сакам да го правам. Слушајте, вие не можете да имате мир ако сте целосно окупирани со себе. Таа егоцентричност е себична, зрачи гордост. Не можете да имате мир на тој начин. Тогаш помислувам на луѓето кои се сомневаат, луѓето кои живеат во сомнеш, се сомневаат во Божјето Слово, се сомневаат дека Бог ќе им ги слушне молитвите, се сомневаат дека одењето во црква ќе направи некаква разлика во светот. Се сомневаат во нивните пријателства, нивните врски. Живеат. Тие се во суштина скептици. Немаат мир во тоа. Сушност, ако се подзамислите, тоа е многу тесен пат до вистинскиот мир. Бидејќи ние имаме многу нешто околу нас кои ни го крадат мирот.
Ако ние го дозволиме тоа, можете ли мирно да живеете и да имате мир и да уживате во него, во свет кој е збунет, измешан и погрешен како што е нашиот? Можете. Видете, тоа не е додатна врска. Тоа е само врска и точка. Запишете го тоа. Тоа не е врска и плюс, тоа е врска и точка. Тоа е Исус во вас. Тој е изворот на мирот. Тој е снабдувач на мир. Тој и само тој. И се што треба да направите е да погледнете наоколу, да зборувате со вашите пријатели или непријатели, или луѓето со кои работите. Дознајте колку луѓе со кои зборувате, може според разговорот да дознаете дали тие имаат мир или не. Бидејќи, видите, личност која нема мир, тоа не може да го скрие. Луѓето мислат дека ако имаат доволно пари, тогаш имаат мир. Колку пари се доволно? Никогаш не се доволни. Има само еден извор на вистински прав мир. Тоа е чувството на единство со Бог. Чувство на заедништво. Тоа е изворот на вистински мир, што и да се случи. Затоа запознаваме луѓе понекогаш кои минуваат низ ситуации и околности. Ние помислуваме како тие се справуваат со тоа. Понекогаш јас запознавам некој што одам и си мислам, Господе, се надевам дека можам да имам мир како нив, низ сето тоа низ кое поминуваат. Исус. Исус е изворот на вистинскиот прав, долготрае мир. Сето останато е само замена. Мислам исто и на луѓето кои се сомневаат во Божите нешта. Мислам на луѓето кои, например, не веруваат. Можам да ви го кажам ова. Живеев доволно долго за да го знам ова. Немам никогаш запознато личност која не е христијанин, која би ми дала било каков вистински доказ дека е на вистина среќна. Малку возбуда однатре или многу. Звучи добро. Но колку повеќе слушав и гледав и колку повеќе од она што не го видов и не го слушнав, тоа не е мир. Да ви кажам нешто. Кога вие го имате Исус во срцето, не можете да го чувате тоа во себе. И не дека морате да глумите. Не морате ништо да правите. Само дозволете му нему да изрази кој е тој преку вашиот разговор, вашата комуникација, вашето однесување и вашиот карактер. Мислам, например, луѓето кои живеат во неверување. Тие се мизерни, без разлика што ви велат. Тие се мизерни. Ако вие го немате Исус во животот, да ве прашам нешто. Што имате? На кој навистина можете да се потпрете? Исус е изворот. Тесниот пат кон мирот е врската со Исус. Мислам и на луѓето кои, например, се љубоморни. Мислат дека се прават како што треба. Некој друг ќе се појави и тие стануваат љубоморни за ова, љубоморни за она и љубоморни за некој. Тоа не е мир. Мирот е Божи дар кој доаѓа преку присуството на Христос во нашиот живот. Тоа е изворот на мир. И затоа некои луѓе минуваат низ најужасните околности и ситуации со загуба и страдање, скршено срце и болка во животот, но го имаат ова прекрасно чувство на траен мир. Затоа што тие имаат врска која е правилна. Сега, кога ние го искусивме овој мир, сакам да го запишете ова. Прво нешто е ова. Ние мора да веруваме дека тој има контрола над нашиот живот и околностите. Ако не верувам во тоа, нема да имам мир. Инаку, ние ќе се обидеме да превземеме контрола и нема мир во таа борба. Но дали јас верувам дека тој има апсолутна контрола? Има. Само затоа што јас излегувам од контрола, не значи дека и тој го прави тоа. И не значи дека тој не контролира се. Поставете си го прашањето. Дали јас верувам дека тој има контрола над мојот живот?
Јас не реков, чувствувајте се така. Дали верувате дека тој има контрола? Втората изјава е ова. Ние мора да веруваме дека неговата понуда за мир е вистинска и да бидеме спремни да ја прифатиме неговата понуда за мир, без разлика на нашите чувства. Не можеме да одиме по чувства. Неговата понуда, мојот мир ви го давам на вас, не ви го давам како што го дава светот. Нека не се вознемирува вашето срце. Она што ви го давам, тој вели, не е како што светот го нуди, бидејќи тоа не задоволува ништо. Потоа, за да имаме мир, ние мора потполно да го предадеме нашиот целосен живот, ум, волја и емоции на Исус како наш Господ. Ние мора потполно да го предадеме нашиот целосен живот, ум, волја и емоции на Исус како наш Господ. Тоа е мојот карактер, мојата комуникација и моето однесување. Јас морам да се предадам на Него. Мир во оваа прекрасна вечна врска. Оваа унија со Исус. Дали тоа значи дека никогаш нема да страдате? Не. Дали тоа значи дека никогаш нема да се разболите? Не. Дали значи дека никогаш нема да се плашите? Не. Но, еве што се случува. Кој и што да ви дојде на патот, вие може да одговорите со оваа целосна сигурност. Господ Исус Христос кој е во мене, ќе ме избави од ова. Тој ќе биде соодветен без разлика што се случува во мојот живот. Па ќе ви поставам едноставно прашање. Дали вие имате мир во вашиот живот? Дали кога седнавте овде, утрово, бевте загрижени за нешто? Замислени за нешто? Може би чувствувате љубомора, може би страст, може би сте биле скршени за начинот на кој сте третирани. Може би се грижевте што ќе се случи утре на работа. Или за таа личност која не ја сакате во ваша близина. Видете, вие можете да одите во црква и да бидете во ужасна состојба, се додека не излезете. Се додека не сте спремни да го предадете вашиот живот на Исус и да речете: Господе, еве сум, еве го мојот живот, јас ќе верувам во Тебе. Не затоа како луѓето ќе се однесуваат со мене, што ќе примам или нема да примам. Јас ќе ти верувам да бидеш во мене, она што само ти знаеш да бидеш. И ќе верувам дека ти имаш апсолутна контрола и дека ти ќе направиш се да заврши на таков начин, што ќе биде благослов за тебе, Господе, и благослов за мене. Некогаш неискушувачките болни околности во животот излегуваат како расад, само расад на прекрасниот мир кој Бог го праќа во твојот живот. Сега слушајте. Го имате слушнато сето ова и секој од нас знае во срцето, токму сега, дали има мир или не. Не мора да прашате никој друг. Знаете дали имате мир или не. Гледајте го ова внимателно. Вие можете да го имате. Без разлика што ви се случува, вие може да го имате. Поканата за мир од Исус секогаш стои. Што бара таа од мене? Да му го предадам животот нему. Добро, Исусе, направив неред. Сега ти се предавам тебе. Што и да избереш ти, јас се согласувам. Јас ќе верувам дека ти, изворот на мојот мир, ти си мојот мир, и ти ќе ми помогнеш со сето она со кое се соочувам, и ти ќе ми помогнеш бидејќи во срцето знам дека ти си изворот на мојот мир. Ќе ве прашам уште еднаш последно прашање. Ако Исус не е изворот на твојот мир, сега бидете искрени, ако Исус не е изворот на твојот мир, тогаш што е? Ми се допаѓа тој стих. Мојот мир ви го давам вам, некако што го дава светот. Нека не се вознемирува вашето срце и нека не се бои. Може би сте слушнале или гледале и си мислите, добро, ти едноставно не ги знаеш моите околности. Тој ги знае. Тој знае се за вашите околности. И знаете ли што е тој подготвен да направи? Да ви го прости гревот, да ве очисти,
но мора да се предадете и да имате вера. Дали јас сум спремен да верувам дека тој може да го исчисти овој ужасен неред кој јас го направив? Ако го предадам мојот живот на него, да ве прашам, дали некој неред е преголем за Бог? Тогаш, тој го има вашиот број, нели? Тој чека вие да одлучите. Тој чека вие да го однесете кај него и да речете: Господе, јас направив неред во мојот живот, повредив други луѓе, мамев или што и да сте направиле во животот, јас ти го давам сето тоа на тебе. Ти го предавам мојот живот на тебе. Што ќе направи тој? Ќе ви прости. Внимавајте и ќе заборави. Ќе ви даде нов почеток. И тоа е мојата молитва за вас. Татко, ти благодарам што ти не направи листа од 20 нешта што ние треба да ги направиме, да ги промениме, за да го добиеме твојот мир. Ти рече: верувајте ми. Верувајте ми. Верувајте ми. Ти благодарам што не сакаш доволно за да го направиш толку едноставно. Ти благодарам што не сакаш доволно да простиш и да заборавиш и да ни дадеш нов почеток. Во името на Исус. Амин. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето низ светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службата InTouch и е овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.